Почнуваме со вестите. Тешка сообраќајна несреќа кај Облешево. Повредени се 4 лица, од кои и 4-годишно детенце. Во несреќата учествувале автобус и возило Ford Escort. Причината за оваа сообраќајна несреќа ќе ја утврди полицијата. Четворица се повредени, од кои тројца потешко во тешката сообраќајна незгода која се случила синоќа на патот Делчево-Штип кај Облешево. Учествувале автобус и возило Ford Escort. Возачот 40 годишен кој го управувал возилото поради сериозноста на повредите е пренесен во клинички центар во Скопје. 61 годишниот сопатник во ескортот е хоспитализиран во Штипската клиничка болница. Во несреќата полесно повредена и сопатничка и 4 годишно дете. Неодамна возач на автобус прегази пешак кај Крупиште. Во Пробиштип возач на автобус удри во 8 годишно девојче, сообраќајка се случи на патот кон Злетово. Влажните коловози, појавата на магла и намалената видливост бараат поголема одговорност од возачите во овој период од годината, кога сообраќајот се одвива во услови на дожд. Надлежните апелираат на почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација на патиштата, се со цел лична безбедност и безбедност на останатите учесници во сообраќајот. Брзината на движење е еден од факторите што ја загрозуваат безбедноста. Тоа се покаже и со последната акцијска контрола на полицијата за откривање на возачи кои ја пречекориле дозволената брзина на управување со возилата. Санкционирани се вкупно 238 возачи кои што го сториле овој прекршок, што укажува на фактот дека дел од возачите не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Од Автомото Сојузот на Македонија препорачуваат внимателно возење на засеците и клисурите на патните правци Кочани Македонска Каменица, Делчево, Виница, Берово, поради можноста од појава на одруми на патот. Пред 2 дена стапи на сила законската одредба за задолжително носење на зимска опрема во возилата. Ноември е месец на машкото здравје. Расте бројот на мажи кои се оперираат од простата. Над 40 милиони денари е долгот на Беровското комунално предпријатие. Задача на новиот градоначелник е како да се спаси ова предпријатие, кое е надлежно за дистрибуција на вода, но и за чистење на улиците низ туристичко Берово. Беровското комунално предпријатие се здави во долгови. Градоначалникот Звонко Пекевски направил анализа, пошто е утврдено дека долговите изнесуваат над 40 милиони денари. Состојбата со врските, значи во моментот е 44.149.997 и тие се разграничени дел кон добавувачи, кон физички лица и секако кон за даноци, придоноси и персонален данок и данок на добивка. Јавното предпријатие во моментот има вршителна должност директор, значи кој има свој мандат уште 2 месеци, така да во постапка ќе бидеме на избор, да распишуваме нов избор на нов директор. Во Беровското комунално предпријатие вработени се 78 лица, а плата им е исплатено за септември. Пекевски потенцира дека дел од долгот на предпријатието е репрограмиран пред 10 години, но дополнителна главоболка е што веќе во 2019 година доспева за наплата. Излез од ваквата тешка финансиска состојба се гледа во јавното предпријатие за регионална депонија. Во Европската унија во следната година ќе имаме регионален, значи проект за регионално складирање на отпадот, така да на тој начин ќе бидат големени капацитетите на јавните предпријатија, па верувам и на јавното предпријатие услуга во Берово. Пекевски забележува дека со планирањето на новиот буџет за 2018 година мора да се најде и план за решавање на финансиските состојби во комуналното предпријатие, но и за општината, која е со блокирана сметка. Од денес нови кадровски решенија и за 2 средни училишта во Штип. На текстилното училиште Димитар Мирашчиев е назначен Дејан Доневски, а на медицинското училиште Јане Сандански Емилија Рамбавова. Претходно нови директори беа назначени на двете јавни предпријатија Стипион и јавното предпријатие Исер, како и на детската градинка Астиво и на основните училишта Гоце Делчев и Иванчо Прке.
Месец ноември, меѓу другото, е и месецот кога со разни едукативни кампањи се подига здравствената свест кај посилниот пол. Мажите да почнат повеќе да се грижат за своето здравје и да работат на зголемување на својата здравствена култура е мотото на кампањата Моември, која годинава се одбележува по 6-ти пат. Сдруженијата за заштита на машкото здравје, за да ја подигнат свеста на посилниот пол, ноември го нарекоа Моември. Депресија, рак на простата се само дел од едукативните кампањи кои се организираат во текот на овој месец. Карциномот на простатата зазема голем замав. Ако претходно во текот на годината од оваа болест се оперира од 10 до 15 мажи, сега се прават исто толку операции, но во рок од 1 до 2 месеци, покажуваат статистиките на Штипската клиничка болница. Карциномот на простата за жал стана едно од најчестите заболувања кај машката популација. За споредба, ако сме, да речеме, пред 5-10 години оперирале 10-15 карцинома на простата годишно, сега можем слободно да кажем дека имаме некаде 10 до 15 за некаде за месец и пол 2. Значи тоа инциденцата на карциномот на простатата е во многу голем подем. Симптомите се општи, но неодредената болка во пределот на гениталиите треба да го вклучи алармот и да се побара лекарска помош. Задолжителни превентивни прегледи еднаш годишно за мажите над 45 години, алармираат уролозите. Ние треба да ги малку спроведеме и стандардите од Европа. Значи, добро е, значи маж над 45 годишна возраст, барем еднаш во годината да дојде на контролен преглед се вика, значи тоа се основни испитувања, тоа се туморски маркери за простата, комплет лабораторија, ехонемокрачни патишта, мокршна бешика, бубрези, простата и испитување на инфекција, значи тоа е уринокултура во Заводот за здравствена заштита, бидејќи една од причините и почести инфекции да може да се појави ова потешко заболување. За жал, бројот на мажи кои самоиницијативно бараат превентивни контроли е многу мал, појаснува доктор Шопов, додавајќи дека ваквите кампањи за подигање на свеста не треба да се организираат само во ноември, месецот кој уште е познат и како месец Моември. Правниот факултет при Штипскиот универзитет Гоце Делчев денеска организираше работелница за слободата на изразувањето. И токму затоа оваа активност повеќе ги засега, односно одлучивме повеќе да се осврнеме кон новинарите и студентите од новинарство кои што се на нашиот факултет и секако за оваа активност остваривме соработка и со Центарот за односи со јавност при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, бидејќи тие го представуваат новинарството и пристапот, односно информациите од кои што произлегуваат од универзитетот. Јас ќе се задржам на моментот како да се препознае границата на слободата на говорот и изразувањето и нејзината злоупотреба, посебно низ аспект на говорот на омраза, бидејќи тоа е најважно во работата на еден новинар, бидејќи новинарите ние секојдневно сме соочени со обврската да информираме, да пренесуваме за настани, а начинот на кој што ќе ги пренесеме практично може лесно. Во главниот град на соседна Србија продолжува дебатата за искористување на водните ресурси, на која присуствуваат директори на комунални предпријатија од неколку балкански држави. Во продолжение следува извештајот на колегата Трајан Ристовски, кој моментално е во Белград. Од 15 до 17 ноември во Белград се одржува тридневна манифестација посветена на водоснабдителниот сектор. Поточно саем за опремни технологија за водостопанисување и меѓународен научно-стручен собир. Во рамки на вториот сегмент, чија годинешна тема е насловена како современи алатки, технички искуства и нови проекти, пред присутните беше елабориран напредокот на проектот управување со инфраструктурните средства, советодавни услуги за комуналните предпријатија во Југоисточна Европа, поддржан од германската корпорација за меѓународна соработка ГИС и кипарската фирма Хидрокомп. Во првата фаза активно партиципираат 30 работни тимови од исто толку предпријатија. One after the one, the utilities, the following all the procedures, the participating in the training,
They're asking very good questions. They want to see more, they want to implement more, and they want to propagate all the practices in the municipalities. За многу кратко време, за помалку од една година, успеавме да ги воспоставиме сите овие нови процеси, да го смениме мислењето на раководствата во овие предпријатија, а пред се да ја разбудиме желбата и интересот кај тимовите за постигнување на еден ваков успех. Еклатантен пример за практична и економична функционалност на системот е комуналното предпријатие од Цетиње Црнагора, каде пред вклучувањето во проектот бележеле енормни загуби во водоводната мрежа од 80%. Тренутно смо у програму уношење података и нашли смо велики дио мрежи кои до сада нисмо санирали и кои нисмо користили, така да самим тим веќе се сманили губици за 10%. Партнери во проектот се и Меѓународното здружение на комуналните предпријатија во сливот на реката Дунав, ИАВД и Светска банка. Според нив, управувањето со имот е еден од основните предуслови предпријатијата да ја подобрат ефикасноста, а со тоа и да овозможат подобри услуги за граѓаните. We're very happy how much progress is being made at the moment in this, and it's really great to see that this advanced course being led by UCVI here in Belgrade is going. So yeah, like I think it's very important to continue supporting this type of initiatives. Nalazimo na veliki odziv preduzeća iz Srbija ili iz regiona i očekujem da ćemo iduće godine barem duplirati broj preduzeća koje će participirati u tom projektu. Паралелно со конференцијата се реализираше вториот ден од напредната обука за членовите на работните групи. Трајан Ристовски, Ирис телевизија, Белград. Му благодариме на колегата Трајан Ристовски за извештајот од Белград, а сега со посредство на камерата ве водиме на градскиот пазар во Штип. Таму јако врнежливо во текот на целиот ден беше раздвижено. Најмногу граѓаните купуваа праз и зелка, но се трошеа и останатите производи. На пазарот, меѓу другото, секако може да си купите и разновидни природни чаеви за предстојните студени денови и ноќи. Типичен ноемвриски есенски пазарен петок во Штип, избор на производите разновиден. Кајде до дане има од се, има нане, глогов цвет, пелин, бозел, как се викше, ментовка, бела едучка, кантариони, мајчина душа, конјски опаш. Цената е 20 динара од паковка, без обзир на што и да е. Граѓаните пазаруваа вообичаено за цела седмица, најмногу барани, празот и зелката. Пазарджиите задоволни од прометот. Зелката малку е поскапа, ама добро, земат го 18 денари. Празо е 130 до 150 денари, зависи од квалитетот на празот. Празо денеска добро се троше, донесеме вчера околу 400 топчина, праз уште малку има, мислам до 12 сато. 180 е малку посетен 150, значи расподелене на две класи, значи народот многу се жали, има ситено натре стават, затоа викаме направиме да биде квалитетно денеска. И с тоа малку цената 180 и 150 има. Зелка, чера и прас и се јабучки, во киви зема и уште зему вие јапонските, тие помеки за нас старите. Зелка и прас, тоа. Да вземем патлиџани, па крставички, нешто, млади пеперчини за пражење, зелка земаме, праси и така. Денеска цените се добри. Добри си производители да бидат благодарни и ние купувачите. Овошјето и сувозрнестите производи денес на пазарот во Штип се продаваа по пристапни цени. Крушата 70 со 60, кивата 50 и 40, јапонската јаболко 30, бананата 50, лимоно 70, мандарина 50, гравчето стотка со 120 и оризо 60. Штипени компир секогаш трошат. 30 динара с поинако, 20 компири. Поголема гужва на градскиот пазар во Штип имаше во попладневните часови.
Машката одбојкарска екипа наугода Студент во првенствен меч од Суперлигата на Македонија. Утре сабота ќе гостува на тимот на Струмица. Женската екипа наугода Студент во Штип ќе биде домаќин на екипата на Бамикоро Тетово. Надпреварот ќе се одигра утре сабота во спортската сала Јордан Јалков со почеток во 17 часот. А фудбалските второлигаши утре сабота ќе ги одиграат надпреварите од редовното 13-то коло. Екипата на Брегалница на градскиот стадион во Штип ќе се сретне со тимот на Каменица Саса. Екипата на Брегалница по поразот од Борец во минатото коло повторно ќе биде домаќин во Штип. Овој пат на Граси ќе гостува тимот на Каменица Саса. Главен судија на средбата во Штип ќе биде Фатум Мустафи од Тетово, на кого ќе му помагаат Небојша Георгиевски, Насов Лјатифи и Александар Ангелов како четврти судија. Контролор на оваа средба ќе биде Љубе Ристовски од Демир Хисар, а делегат ќе биде Рами Реджепи од Липково. Еве ги комплетните двојки за ова 13-то коло. Брегалница, Каменица Саса, Осогова Беласица, Борец Кожов и Победа Валандово Тиквеш. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота 18 ноември со почеток во 13 часот. Успешен спортски викенд им посакуваме на сите оние екипи кои ќе бидат активни на терен. Вам, почитувани гледачи, убава вечер, пријатен викенд и бидете дел од информативната програма и утре сабота. Довидување.